По транзицијскиот застој на рудното богатство во ова мало место пред 7 години око фрли индиската Бинани Груп го рестартираше рудникот Ораница и обезбеди иднина за 400 семејства од Крива Паланка. Тука резервите на олово-цинкова руда се проценуваат на околу 9 милиони тони. Долги години рудникот бил носечки столб на економското живење во регионот. Се очекува овој тренд да продолжи во иднина. Very near to European Union. Here there is a good facilities of transport, and most important thing is very experienced. Manpower was available. People were working from last more than 30-40 years in these mines. So we thought that this is the best place to invest. Освен со Ораница, индиците стопанисуваат и сородниците Злетово и Добрево. Планираните капитални трошоци за следните 2 години се проценуваат на околу 3 милиони евра. Групацијата вложува во подобрувањето на условите за работа, во зголемувањето на стандардот на рударите и во примената на еколошките мерки. Kriva Palanka is the nearest city to the Oranica, and what I find here there is a lot of development in last few years. We have a good relation with their mayor and the general authorities, and the expansion in this area is going well. With the increase in production at Oranica, definitely it will be further improved. Осоговските планини се богати со руда, но располагаат и со хидропотенцијали. Водата од реките се користи за производство на струја. Се следат европските и светските трендови за добивање електрична енергија од обновливи извори. Брзите планински реки нудат можност за изградба на мали хидроцентрали. Локалните власти велат дека има заинтересирани инвеститори. Досега се доделени 7 концесии за вода. Локалната економија во оваа рударска општина ја движат и малите и средните предпријатија. Големите текстилни компании од Унијата се почесто соработуваат со текстилците од Крива Паланка. Со македонски етикети, обликата на германскиот бренд е Бети Баркли и на други познати европски марки што се шијат во овој текстилен погон. Се работи лон производство за Германија, Англија, Холандија. Конфекцијата обезбедува екзистенција за 270 луѓе преку целата година. Барат квалитет, редовни испораки и тоа е што треба секој кој мисли да извезува да го задоволи. Бидејќи количините ги зголемуваат по наредните сезони секогаш повеќе и повеќе, така да веројатно е тоа одраз на задоволството, на квалитетот. Текстилната индустрија во Крива Паланка наскоро ќе се прошири за околу 3000 нови работни места. Турската компанија Weibo Group почна со изградба на текстилната индустријска зона. Се очекува новата инвестиција да донесе позитивен импулс во локалната економија и да го подобри социјалниот живот во ова мало градче на североистокот од земјава.